Вечерва во емисијата Почитувани гледачи ја имаме групата Зијан, поточно представници од групата Зијан, Костадин Динев и Апостол Митрев. Поводот веќе ви е јасен, добитници на златна плакета од 7 ноемвриската награда. Па оваа награда за нас секако значи една, како да кажем, покрај сите вака што сме ги имали во текот на нашата кариера, една, да не кажем, една од најмилите, бидејќи се работи за награда што не се доделува, да кажеме, секоја година, на секои 5 години за остварување, нели, од културата, од уметноста, од музиката, и ние е многу посебно мила. Што да кажем, така, баш така. Аце? Па само да ви ја честитам новата телевизија и новата стара телевизија, пак ќе се надеваме на нова соработка со вашата телевизија, а иначе за наградата секако. Тоа е, држи код се што рече, посебно ни е драго. И добро е, добро е. Некои луѓе стварно се сетија дека се уште обстојуваме и ден денеска, па мислам во текот на емисијата нели имаме договорено, имаме снимен материјал што о том потом што викат, нели тука е вклучено и ове. Нема кој да го слика него сега, да. Така, групата Зијан ја заслужува наградата според моје мислење, затоа што е една од групите која што во Гевгелија обстојува веќе многу години, меѓутоа ќе речам и дека обстојува доста квалитетно. По моје видување не се родиле се уште луѓе кои што ќе го заменат во наводници, нели, името на Зијан или ќе тргнат по вашите стапки. Дали, не знам, го делите истото мислење со мене? Кога се работи за групата Зијан и за новите генерации кои што доаѓаат после вас, меѓутоа после вас тешко е? Не е тешко, него ние изгледа истраевме баш за оваа работа, што се конкретно за музиката, што и ден денеска обстојуваме, се снимаме годишно, една-две песнички така, се уште се вртиме, се покажува на телевизија. И јас бивам таму нешто да кажам. Во секој случај има во Гевгелија талентирани дечки сега, во страшна кондиција се, добра, него немат каде и како тоа да го покажат. После со тоа што направивме и јас и Коце со овие нашите студија, на некој начин ни се отцепивме од Скопје во таа смисла, значи можеме тука кај нас да ги правиме сите работи. И тогаш ќе дојдат до изрази овие нови дечки, ќе видиш дека има кој да ги замени Зијан и да бидат уште подобри и подобри. Дај Боже да бидат не само тука во Македонија, а сега мислам ова време на нели на глобализација, на интернет, многу е лесно, нели само да има човек добар проект, да има што да покаже, тоа многу лесно може да ги помине сите граници, не на Македонија, бивши југословенски простор, мислам. Кога се загатна нешто, ние се селиме, значи се движиме со нашата камера, со Јове заедно, одиме во студијата и таму малку повеќе ќе поразговараме, можеби за новото време, но јас пак ќе потсетам и на старото време за Зијан, затоа што сепак нели емисијата обработува тема 7 ноемвриска награда која што е добиена за постигнати резултати од минатото. Одиме. Накратко, ние тргнавме двојцата од Смоквица пред едно 100 години, колку беше. И решивме да свириме не по кафани, него да правиме своја музика. Тоа беше незамисливо во тоа време, до душе. И после испадна точно. Група од Смоквица победи во Белград, во сите можни фестивали. Скопје, уште стои МКЦ, мислам, 25 мај бивши
Сигурно сте били и вие имате одно. Они беа, па таму имаше луѓе и пак организира од сите, мислам, добра енергија од цела Македонија што беше, таму имаше као фестивал, младински рок фест, така нешто беше. Валјда така Да, беше. и преку нив. Нели, финале, полуфинале таму исто като од сите градови низ Македонија имаше, па ние таму се случи да победме на една година. После тоаш немше туку Македонија друго, напуштија нас Зајачар Суботица, да. Тие беа тоа искрено за тоа време, Зајачар Суботица беше појам, мислам. Сега младите не знаат. Да, Зајачар гитаријада и Фестивал гитаријада. и Нешто слично. на сојузно ниво, бивши Југославија, што да Јас би кажеш. кажал една друга интересна работа. Например, как починаме јас и Коца. Има ми донесува, не знам од каде, една акустична гитара, стикнува двојцка свирахме на неја. Да. Јас на прва жица на петта. И двојцата во исто време. Во исто време, да. И тогаш се учевме на ист, да. Ацо учител од грчите, Ацо Попов. Ацо Попов, да. Прилично на усетина времето од ќе биеме добри. Знаеш, тикнуваме во школата, у Смолетката, Крстев Мисирков. Да, да. Само немахме две гитари, после морахме да купиме уште една гитара, не биеше веќе. Многу тешко беше, мислам, един врз друг така да свириш. Неизvodljivo беше и ама браме колци домати една лето и после с тие пари си купиме уште една гитара. Што следеше понатаму? Имате издадено неколку албуми. Може ли да се подсетите на албумите, на песните? Така. Кој, Јаци или Коци? Може, мислам. Првите снимки ги направиме за Матава тогашна. Имаше некои 4-5 снимки така пред тоа, додека не дојде, мислам, 90-та година. Нели, се распадна Југославија. Имахме ние исто материјал комплетен, тогаш в пресред ни излезеа некои луѓе што беа тоа добро расположени за македонска музика да се снима забавно, нели? В тоа време и го направиме првиот албум. Низводно продуцент ни беше Валентино Скендеровски. И тука имахме доста гости од денешниот Вера Јанковиќ, не пеа, Стефче Гајде не свиеше, Тоше Попсимонов, тие сите наши драги пријатели, мислам, и ден денеска се слушаме. Со нив така го направиме тоа прв проект. За тоа време добро помина и ден денеска уште некои песни се вртат, се слушаат. Да, ама тоа ти викаш за проектот сега што беше на македонски, така? Македонски, да. Претходно имавме материјали кои беа комплетно и требаше и за РТБ Белград. Тие беа на српски. Тоа комплетно материјал. Да. Значи уназад се зависи колку ќе се вратиш назад, има материјали различни. Бехме тој имаше некој филм ЕФО рекал, тоа се на српски. Мислехме ти треба на српски да се пеа. Да, албум на винил, нели плоча. Да. И со некои луѓе стапиме в контакт в Белград. И беше многу реално тој да се направи, чак и ни понудија, вика направете го вие материјал, го снимаме комплетно дека Тоше Попсимонов. Тој материјал оши ден денеска има добро звуче, мислам, за тоа време, тоа е 85-та година, 6-та сниман. И на крајта се заврши со тоа што ние деца од провинцијата ова отиевме во Белград, се е добро, али ово биче, ово не биче. На крајта излезе од ние без пари тргнаме, знаеш. Сега денеска знаеме как, никој не ни кажа как функционира системот, мислам. Он требал некој изгледа нешто да се клада на некој, нели как што функционира. Мито корупција, него ќе заврши сета прича, ние ќе имахме албум во Југославија тој. Биче ово, биче оно, и на крајта ништо не излеше, да кажеш. Така, ќе се префрлиме во другото студио, до тогаш останете со нас, почитувани гледачи. Ima noći